Добро утро, следите утринска програма на вашиот јавен сервис. Во продолжение повторно минути за културата. Имам прекрасна гостинка во нашето студио со која што ќе поразговараме за неколку проекти кои што од областа на културата се актуелни во овој период и се во фокусот. Магдалена Стојмановиќ, организатор на настани од културата, е моја соговорничка во следниве неколку минути во нашата утринска програма. Магдалена, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Најпрво би сакала да ти се заблагодарам за ова прекрасна увертира и за тоа што еве некако ми ги исцрта насоките за тоа што ќе треба да позборуваме во нашиот следен разговор и исто така да упатам огромна благодарност за тоа што дадовте медиумски простор да можеме на сите ваши гледачи да им ги проследиме информациите поврзани со два културни настани, значи можеме да ја таргетираме, да ја поделиме публиката на читателска публика, односно онаа која што се интересира за книжевната дејност и која што ги следи таковите во изданието на книгите и она која што се интересира за филмот, особено за оние аспекти кои што ја унапредуваат македонската култура и македонската уметност, бидејќи и двата проекта практично произлегуваат од македонски продукции и од македонски автор. Би сакала прво да почнам да го представам проектот кој што се однесува на книгите, на книжевноста. Се што знам за животот е книга која што излезе од печат 2019 година и е авторски проект на Тихомир Јанчовски, кој што верувам дека вашите гледачи добро го знаат заради тоа што тој е еден од најпознатите современи македонски автори. Меѓутоа, она што е новитет во овој случај е тоа што веројатно Тихо многу повеќе го препознаваат како поет, заради тоа што сите негови претходни книги, не сите, али ајде да кажеме најголем дел од неговите претходни книги беа посветени на поезијата, а ова е некако прва ударна книга која што е напишана како дневник во форма на филозофски дневник и форматот е доста оригинален заради тоа што е субјективно бележење на инспиративни моменти од средби, настани и појави кои што го обкружуваат авторот на секојдневно ниво. Класификацијата на текстуалниот дел е направен со тоа што има временска референца, меѓутоа не станува збор за еден обичен дневник, хроничко обележување на настани на кои што сведочи авторот, туку е проникнување во филозофско релевантни теми како што се темата за доброто и злото, за смислата на животот, за самиот живот, за смртта, за младоста, за староста и така натаму, така што исто така содржи и многу поуки и многу совети за тоа како треба да се разбере животот баш преку личните искуства на авторот што ги пренесува во самото дело. Значи, како што е под насловот, се што знам за животот е дневник, меѓутоа исто така може да се каже и дека е филозофски дневник, заради тоа што кога го читате делото како филозоф или некој кој што има филозофско образование и ги знае теориите, ќе видите баш филозофска релевантност во делото, поради што може да се каже дека книгата представува особено значаен придонес во развојот на македонската филозофска мисла. Промоцијата беше одржана минатиот месец и покрај тоа што 2019 година излезе книгата од печат, немавме можност да направиме промоција и да ја доближиме книгата на македонската читателска публика. Сите знаеме поради што е епидемиолошката состојба во воведување на мерките кои што не дозволуваат или присуство на поголем број на луѓе на одреден простор. Меѓутоа сега со олабавување на мерките имавме таа прилика да ја организираме промоцијата во книжарница Буква, каде што може да се набави книгата и освен во книжарница Буква може да се набави книгата и во книжарниците на Матица Македонска. Така. Јас само да кажам дека кога зборуваме за токму оваа книга, се што сакам за животот, ќе повикам и двајца наши гледачи да ги искомуницираат
комуницираат колегите во режија, ќе може да го објавиме и телефонскиот број 02 5119 859, штом ги добиеме имињата и презимињата, ќе кажам кои двајца наши гледачи ќе имаат можност да го добијат токму ова дело, оваа книга, по една од овие две книги на авторот и да си ја имаат во својата домашна библиотека. Книгите ќе може да ги подигнете веднаш по завршувањето на утринската програма на пријавницата од Македонската радио-телевизија. Подготвувате и нова книга, Магдалена? Така. Јас инаку бев уредник на оваа книга и зборувам од позиција на уредник. Следната книга не знам дали ќе имам таа чест и привилегија да уредувам, меѓутоа знам дека веќе се подготвува. Новата книга се вика Патина и представува исто така прозно остварување, ново прозно остварување на Тихомир Јанчовски. Може да се каже дека е некој тип на продолжеток на се што знам за животот, меѓутоа не продолжеток во смисла дека има дејство кое што е незавршено во првата книга, па сега треба да се заврши во втората книга, туку од форматски аспект, бидејќи станува збор исто така за дневник, што третира особено прашање кои што се поврзани со доброто и злото, особено со злото преку неговата антрополошка димензија, значи доброто и злото кои што се поврзани со директните и конкретните постапки на луѓето, на човечкиот род, меѓутоа и на поединците, но и со метафизичката димензија на доброто и злото, например природните катастрофи, потеклото на злото, зошто дали злото може да се искорени и така натаму. Значи таа книга, како што реков, е веќе во подготовка, меѓутоа не е излезена од печат. Се очекува да излезе од печат некаде во април следната година и тогаш ќе имаме промоција, па предлагам секој кој што е заинтересиран за нели понатамошните за следните активности на Тихомир Јанчовски да не следи или на Facebook страницата или едноставно ќе проследиме преку некој медиум информација за тоа кога ќе излезе книгата од печат и би сакала за уште еден настан поврзан со промоција на книга да поразговараме, а тоа е настанот кој што ќе се случи во недела, значи на 25 јули. Исто ќе имаме промоција на се што знам за животот, меѓутоа не само класична промоција во смисла дека ќе имаме модератор, промотор кој што ќе зборуваат за значењето на книгата и нели обраќањето на авторот, туку ќе има и поетско читање од уште две книги кои ми ја скоро и Капата и Тихување. Тоа се поетски книги, значи ќе се прави избор на поезија од тие две книги, ќе имаме поетско читање, меѓутоа ќе имаме и музички настан со тоа што ќе направиме избор од неколку најзначајни музички изведби на музичарите од македонската рок сцена, така што ќе биде еден, така да кажам, мултимедијален настан, бидејќи ќе интегрира повеќе уметности и ќе биде вистинско уживање за сите и читатели и тие кои што сакаат нели да проследат нешто од областа на музиката. Инаку настанот ќе почне во 19 часот и ќе се одржи во резиденцијата на Ана Плетварска во село Плетвар, значи сите од околните места, Велес, Прилепа, ако сака некој од Скопје, може да едноставно да ја посети ова промоција или овој културен настан. Моравме да го ограничиме бројот на присутни, бидејќи така ни дозволуваше нели просторот и техничките услови, па услов за присуство на настанот ќе биде една купена книга од овие три кои што претходно ги најавив. Така. И за крајот разговорот од тема читателска публика се префрламе на краткиот документарен филм Возот кој никогаш не дојде, приказна за доселувањето на прогонетите македонци од Егејска Македонија, нивното пристигнување во Овча поле, исто така вклучена во овој проект. Така, овој проект е работен од Prosperum Films, продукција Prosperum Films во соработка со Ансамбл Македонија и со Аристон продукција. Се снимаше филмот неодамна и приказната е практично иселувањето на македонците од егејскиот дел на Македонија по граѓанската војна во Грција и овој краток документарен или можеме да кажеме слободно историски филм нема во него диалози, во смисла не е класичен историски филм дека постои некоја вербална поддршка која што ќе ги илустрира сите намери на сценаристот, туку имаме визуелни сцени, значи видеопродукција, а во позадина единствената вербална поддршка е песната врба
Врба Миникнала во Солунско поле. Значи тоа е народна македонска песна која што се врзува токму за судбините на македонците од Егејска Македонија и едноставно сакам да кажам дека нели кога имаме еден уметнички проект, еден културен настан, секогаш го гледаме аналитиката на името. Возот кој што никогаш не пристигна, практично е една илустрација, поопшта илустрација за тоа што всушност сценариото сака да покаже, а сценариото сака да покаже дека возот како символ на револуцијата во општа смисла, затоа што е нели и символ на индустријската револуција и револуцијата како практично носителка на општото значење на промената, која што практично за македонците кои што се иселени од Егејска Македонија никогаш не пристигнала, односно никогаш не дошла промената, бидејќи и покрај тоа што тие се физички иселени од своите домови, тие останале во своето минато, бидејќи биле разделени од своето семејство, сите се носители на една трагична судбина и тоа баш го илустрираме и во филмот, каде што имаме сцена среќавање на брат и сестра на железничка станица, меѓутоа тие се разидуваат поради тоа што не може да се препознаат после долги години, откако се разделиле веќе не може да нели воспостават никаква комуникација и тоа реално се случува и тоа е реална приказна на многу луѓе кои што се иселени од Егејска Македонија. Така, го очекуваме и овој краток документарен филм наскоро се разбира да ја доживее својата премиера, а во меѓувреме закажуваме повторна средба, бидејќи верувам дека ќе имаме уште други настани кои што ќе бидат во интерес на нашите гледачи, а треба да ги споделиме од областа на културата. Така, јас ќе предложам со однос на тоа дека се очекува до крајот на летото да се направи премиера на филмот Возот што никогаш не пристигна, да вашите гледачи да не следат на нашите Facebook фан страници или на Аристон продукција или на Просперум Филмс или на Ансамбл Македонија и да дознаат кога ќе ја закажеме премиерата на овој филм. Така, а ние закажуваме гостување повторно, пред премиерата или после премиерата, некаде во тој период. Благодарам за гостувањето денеска. Благодарам и тебе. Јас да ги потсетам нашите гледачи дека нели доделуваме две книги, токму тоа и беше една од темите за која што разговаравме со мојата гостинка денеска, Се што знам за животот на авторот Тихомир Јанчовски. Телефонскиот број е 025-119-859. До крајот на емисијата ќе ги кажеме имињата и презимињата на гледачите кои што ќе ги искомуницираат моите колеги во режија, а книгите веќе ќе може да си ги подигнете со документ за лична идентификација во пријавницата од зградата на Македонската радио телевизија веднаш после завршувањето на утринската програма. Продолжуваме со блокот култура. Ако внимателно не следевте и во претходниот час од Македонија на аутро, најавив дека денеска имаме два културни информатори. Првиот се однесуваше за настаните денеска, петок 23 јули, а следниот културен информатор, подготвен од колешката Тања Сарандеска, е за настаните кои што ќе имате можност да ги проследите во деновите од викендот, сабота и недела.